Почитуван подпредседател на парламентот, почитувани колеги од владата, почитувани пратеници, почитуван пратеник Цуклев, многу ми е драго кога ќе зборуваме за економските теми. Еве сега многу полемизираме за тоа дали некои проекти биле отпорано, дали сега се продолжиле. Мислам дека имаме некакви дискусии кои што се непотребни заради тоа што државата почнува да функционира. Ви имате еден проблем генерален, а тој проблем генерален е треба да се одлучиме. Или ние ги бркаме, па значи тие што почнале сме ги избркале, оти така слушавме прво, или па сега стварно добро работиме, па сме ги привлекле наново. Значи мораме да расчистиме значи за што правиме муабет. Вие зборувате за две работи. Прво зборувате за фондот за иновативност и второ зборувате за законот за финансиска поддршка на индустријата. Јас ќе одговорам и на двете прашања. Значи првото прашање, али прво што сакам да расчистиме дека тие и двата проекта се исклучиво политика на оваа влада. Тоа да го расчистиме прво. Така? Заради тоа што бар таму не можете да кажете, сега нешто направивте, продолживте. Не, го сменивме комплетно. Да се подсетиме што начекавме. Значи, начекавме 225 милиона евра потрошени пари и 23 класифицирани договори. Тоа беше политиката. Сега имате закон кој што е транспарентен и имате пари во фондот за иновативност прв пат. Значи, прв пат во историјата на Република Македонија. Од тука можам и да разберам, дека има нервоза по тоа прашање и сега има голем притисок по тие два програма, да речем. Околу фондот за иновативност спомнавте дека, и така со сарказам го кажавте тоа, дека некои компании не биле баш иновативни, а добиле средства. Видете, значи, што се однесува до компаниите, не беше името на фондот е фонд за иновативност, а иначе програмата е за иновативност и нови производи. Значи, добија компании што имаат нови производи. Вие не можете да извадите дека во Македонија ќе имате 300 иновативни проекти у еден момент. Али имате нови производи. И тие производи што вие ги кажавте се нови. Понатаму полемизиравте во делот на тоа дека тоа биле компании блиски до власта само. Па еве веднаш да ве демантирам. Дали е компанија блиска до власта Микросам Прилеп? Тоа е компанија во собственост на поранешен министер од владата која што беше од ВМРО ДПМН. Па тие се едни од најголемите добитници таму. Сакате да ви кажам Нелковски Органик Фуд. И тоа се изузетно добри компании, јас ги поддржувам тие работи. Меѓутоа, тоа е собственик кој што беше директор од времето на владата на ВМРО ДПМН. Дали сега понатаму сакате да набројувам? Мислам дека е некоректно према компаниите. Јас доаѓам од стопанството и ќе ви кажам дека секое спомнување на било која компанија во непотребен контекст прави штета на компанијата. И затоа ве предупредувам, ве молам, внимавајте кога спомнувате компании. Поготово кога тоа го правите неаргументирано и непотребно. Сакате, можам уште 5-6 да ви набројам овакви, кои што се многу поблиски до претходната власт. Тоа само кажува дека процесот бил транспарентен. Македонија е мала држава. Не можете вие да се оградите дека сега апсолутно ќе нема никој никаква врска со ништо. Нема да навлезам ја во мојот случај, на крај ако остане време ќе ви кажам некои збори за тоа. Меѓутоа, значи, прво да расчистиме една работа. Не добиле само компании кои што се блиски до власта и тоа уопште не било критериум никаков, иако јас можам одговорно да ви кажам, нити сум знаел кој аплицирале, нити учествував, нити знаев во процесот на евалуација, ви го објаснив како течеше, нити пак водевме сметка кој каква компанија е. Напротив, прв пат во оваа држава македонските компании се изедначија со странските компании. Вие ова што го сега дискутирате, ќе ви се врати како бумеранг, бидејќи стопанството македонско е задоволно. Задоволно е од оваквиот пристап. Задоволно е од пристапот да имаат ист третман како што имале странските инвестиции, заради тоа што направивме една нелојална конкуренција во државата која што траеше долго време. Но сега таа работа се средува. Сега ќе се вратам за вториот дел од прашањето, гледам и времето е на пола. Значи, второто ваше прашање или вториот дел од тоа прашање се однесуваше за законот за финансиска помош и дали тоа било усогласено со законот за државна помош.
Видете, максимално и апсолутно усогласен. Во оваа држава, кога имате закон, тоа поминува ни законодавство на влада, поминува ни законодавство и правниците во рамките на парламентот. Тој закон помина и доби одобрение од Комисијата за заштита на конкурентноста. Но вие малце ги, како да кажам, правиме намерно, значи, дисторзија можеби на аргументите. Ако вашите договори за државна помош во делот на вработените, вие тој дел го споревте, дали е гарантирано дека тие 5 години ќе бидат задржани. Ако во делот на вработените средствата ги дававте после запослувањето и чекавте 5 години да видите дали ќе ги задржат вработените, концептот на овој закон е сосема друг. Не дава авансно пари, не дава пари за запослени луѓе, дава пари за поголеми плати. Извинете. Дава пари за зголемување на стандардот на граѓаните. Значи, ги дава парите после поминувањето на годината. Доколку тој што ги ангажирал вработените, им поделил плати над 50% над минималната плата, односно во овој случај тоа е над 18.000 денари. Тој договорот го има за период од 5 години и тој мора тоа да го одржува и ве молам прочитајте го таму. Што се случи во првиот повик? Во првиот повик на кој што аплицира над 250 компании, а кои што сега комисиите одлучуваат и ќе одлучат веројатно за 80 на компании дека ги задоволуваат условите, прво се определуваат критериумите, а тие критериуми се 3 основни критериуми. Прво, дали компанијата има раст на приходите во споредба со просекот од претходните 3 години, и второ, дали не го намалил бројот на вработени. Еве ви го критериумот. Само това сега значи се мери. После тоа, компанијата треба да даде бизнис план, да даде пресметка за поврат на приходите. Тука, и пред да се објават резултатите, исклучително ќе внимаваме на моралниот аспект. Тоа што го зборуваше и премиерот, јас не сакам да го повторувам. Но ќе искористам приликава од овие 2,5 минути на крај што ми остануваат да ви објаснам за што станува збор во она што јавноста се малтретираше оваа недела дена со Фондот за иновативност. Ќе кажам непотребно. Но постапките што се направија се имајќи ги само во предвид, значи сензитивноста на јавноста. Иначе што се однесува до законските регулативи е апсолутно непотребно, но мораме ние да размислиме дека законите и владењето на правото се важни. Меѓутоа тие како што не смеат да привилегираат, така не смеат ни да дискриминираат. Но моментот во оваа држава, таква каква што остана после тие 11 години, е таков да е јавноста сензитивна. Но јас сега ќе ве прашам, дали требе некој да прави такви фирми кои што ќе се кријат позади некакви фирми во Белизе, Луксембург, па после тоа да има тука домашни фирми кои што ќе имаат управувачи no name и после тие управувачи или управители да прават самоубиство за да нешто не се види. Не. Значи никогаш. Јас ќе го кажам, значи тоа како министер, значи никогаш нема да направам такви фирми кои што ќе повторат таа историја. И затоа треба да биде све транспарентно и јасно. Правев пресконференција за тоа, нема да се навраќам и затоа значи само ќе ви кажам дека да, законот е комплетно усогласен со законот за државна помош. Концептот е апсолутно друг и концептот е апсолутно транспарентен. Тој концепт дава резултати. Индустријскиот раст оваа година бележи раст од 7 до 8%, сакате земете го првиот или евентуално ќе ги чекаме резултатите од вториот квартал, но ќе ги видите истите бројки. Интересот на странските инвеститори е голем. 20 на договори се веќе подпишани, само ќе ви ги споредам со 23 во период од неколку години, а тие се подпишани по новиот закон, значи по новите критериуми. Значи апсолутно се конкурентни, апсолутно се позитивни, а веќе, што е најважно, и домашните компании имаат ист третман, ист пристап, како и сите останати компании. И чак што више ве охрабрувам, на веб-сајтот, сакате одете на Министерство за економија, сакате на влада, сакате на конкурентност МК, постои калкулатор на кој што ќе можете, ако сте ви инвеститор во Република Македонија,
да кажете што сакате да направите и колку тоа ќе кошта и автоматски ќе добиете информација априори, значи уште перед да ја почнете инвестицијата, како државата ќе ве помогне. Затоа ве молам, немојте да правите дисторзија на јавноста од еден убав проект, од еден одличен проект. Да, разбирам, боли бројот на апликации, боли успешноста на тој проект, ама немојте, за доброто на народот, за доброто на граѓаните. Ви благодарам.